Така започна. Со многу желби, со многу љубов и со многу ентузијазам. Впрочем, тие немаа ништо друго освен желбата дека стануваат дел од историјата, да ја преточат во траење до денешни дни. Веројатно, многумина од вас ги препознаваат овие лица. Овие снимки, извадени од депоата на македонската телевизија, сведочат за времето на ентузијазмот и за времето кога ништо не беше тешко. Таа далечна 1964 година и денес провејува во колективното сеќавање на генерациите телевизиски занесеници и влюбеници во медиумот кој што туку се раѓаше на нашиве простори. А времето ни малку лесно. Што туку залечени рани, закрепнати од страутниот земјотрес. Светот се делеше на блокови и антанти. Некаде далеко имаше војни. Растеше движењето на неврзаните. Се кроеја некои нови светски моди. А ние? Ние бевме во светот на надежите и идеалите, дека светот еден ден ќе биде наш и ние негови. И покрај лузните имавме младост, имавме желба, имавме љубов и бевме заедно. Пример за вселенската љубов. Еден жив телевизиски пренос од врвот на Пелистер. Класична музика. Звонливиот спикерски глас и пригодни зборови. Така започна. Студентски збор беше весник на народната младеж.
Таму се отсликуваа младешките идеали и визии. Големиот татко дискретно ја наблюдуваше работата на гласилото кое го одбележа периодот од нашето новинарство. И тогаш имаше свечени седници и пригодни зборови. Новинарите и тогаш веруваа дека се дел од големото семејство на слободните луѓе. Верувавме во идеалите и во големото семејство на интернационалното братство. Се колневме во големите пароли и во неговото име. Времињата беа такви. Колективни, заеднички, братство и единство, работни акции, големи планови и големи љубови. Сето тоа искажано на состанокот по повод 7-миот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија со членовите на партијата од Маđари. Срцето јас ти го знам, сакам се таму да, очите јас ти ги знам, покрај нив не сум сам, но на твојот образ здрав, следам јас секој трав, многу тага, многу сни, тоа си драга ти. Дај ми барем една ноќ, со здиво да го стоплам јас, што ме љубиш има мој, да сторам се за двајца нас. Градот на конзулите, град на традиции и град на дипломатски средби. Овие прекрасни фасади на старата битолска архитектура, зачувани и денес, кажуваат за сведоштвото на градителските вознеси на генерациите од овие простори и одбележуваат еден прекрасен сентимент на навраќање и зачувување на старите градски јадра. На овие снимки може да им позавиди и самиот Милтон Манаки, човекот кој толку верно ги сликаше случувањата во неговиот и наш град. Конзулските свити, тоалетите на прекрасните битолчанки и нивните конзулки, се уште ги гледам како се отсликуваат во сенките на овие убавини од фасади и градителски достоинства. Се уште по битолската калдрма одекнува трепетот на битолските пајтони и традиционалното "Повелете, мадам". Прекрасен пример дека и ние сме дел од културниот идентитет на народите. Битола и денес ги чува спомените на тоа време. Битола, Стамбул, Париз, Лондон. Скопје е на север од Битола. Jeden pogled, bezbroj sni, mojte želbi nema broj, što me pleni, ljubi me ti. И тогаш заседаваше собранието македонско. Тогаш имаше 4 одбори. Се донесуваа закони за функционирање на републиката, имаше собраниски дебати, немаше големи полемики, имаше разбирање и заедничко мислење за сите ставови. Тие беа горди што се заедно и што се сплотени и што и служат на големата идеја за братство меѓу луѓето. Функциониравме како дел од една заедничка земја. Се гордеевме со тоа и верувавме дека политиката и животот одат заедно и дека истата е во функција на одбрана на достоинството на животот. Тогаш немаше плурализам, тогаш немаше големи и мали, тогаш бевме сите големо мали.
нашите стопанственици правеа големи стопански сделки со братските колеги од далечните земји. Од Демократска република Германија нагости ни дојдоа стопанственици да го потпишат колективниот договор за заемна соработка. Демократска република Германија ни беше блиска во срцето, иако некои закоравени стопанственици беа скептични во квалитетот на сделката. Што да се прави? И тогаш имало поделени мислења. Кој би рекол дека се одело колективно. Да застанеме на мостот драг, од време стои како сказна, де тој надводише потни, времиња пробудува тој. Да застанеме на мостот стар, крај овој бран, овој камен, запри над негови сводови, послушај, раскажува тој. Љубени, тука и да, тој им дава скриен свој кат. Цела ноќ звезди паѓат, води барат пат. Да застанеме на мостот стар, крај овој бран, овој камен, запри над негови сводови, послушај, раскажува тој. Сте го виделе ли Охрид под снег? Тенка бела покривка, бел килим од убавини, послан крај Охридското крајбрежје. Таа далечна 64-та, прв пат по ослободувањето, Охрид се раздени под снег. Некои велеа дека е податок за чудење и велеа дека е предзнак дека летото ќе биде жешко и дека брегот ќе го исполнат гости од цел свет. Охрид се уште беше синдикално одморалиште, а Пештани неугледно село каде што пастрмката веднаш штом ќе се ловеше, се нудеше на Охридскиот пазар и не се чуваше во длабоко замрзнување. Охрид под снег, како сите снегови да паднале под сводовите на овој град и како да велеа дека има светло утре. Спортот беше слика и лика на заедницата. Ракометарите се вратија со убав успех од едно надпреварување и, како што е ред, се закитија со обштествени признанија, со плакети и со пофалници. Убав пример за грижата на заедницата за спортистите кои го олицетворуваа сонот на татковината за млади, силни, храбри и успешни млади луѓе. Тогаш ги викаа нечија младина и нечија иднина. Моите вардарци се подготвуваа да освојат уште едно првенство и повторно да ја исполнат јужната трибина на градскиот стадион. Тренираа кај градскиот парк и беа полни со желба и сила да ги одмерат силите со Звезда, Партизан, Динамо и Хајдук. Иако резултат секогаш однапред се знаеше. Со Звезда нерешено, со Партизан 1:0 за нас, со Динамо 2:0 за нас, со Хајдук нерешено, сепак со трепет се очекуваше секое нивно гостување. Каде е денес јужната трибина на нечија младост? Веројатно во колективното помнење на генерациите. Združeni, gradot ti pregrnani, nad nivните гради, пак сите сме сречни и млади. Од Мугрин час до
Odznawno kraj sekoj kej i Vardar pej i sudbi živeat život svoj. Esenski list, proleten cvet, večno vzdim na grad, so svoj odsmet i jad, večno go plastat život od naš. Na sekoj pred, vo svoj otek, i Vardar ostava trag. Od mnogu dni, od mnogu sni, od zaboraven zrak. Kod lanki pruženi, vo mostoj združeni, gradotki pregrnani. Скопје се подготвуваше за пречекот на новата 1965 година. Плоштадот беше накитен со разновидни лампиони. Мајките ги шетаа децата на средба со юнаците од Дизниевите филмови. Се продаваа разновидни лампиони за да се закити новогодишната елка. Организирано се сечеа елките од газибабе и од внатрешноста. Скопјани купуваа прасиња и немаше сиромаштија. Се резервираа места во скопските ресторани. Луѓето се смееја. Имаше некоја чудна атмосфера на заемност и љубов. Дури и питачите на камениот мост имаа топла насмевка на лицата, зашто скопјани несебично даруваат динар за благосостојба и за здравје. Новогодишни честитки ја преплавија Скопската пошта. Постоеше опасност од преблокираност и од блокирање на работата на поштата. На работничкиот совет на поштите беше донесена одлука дека сите новогодишни желби и честитки мора да стигнат на време. Сите желби и работни задачи беа исполнети и реализирани на време. Скопјани го покажаа својот колективен труд и својата колективна свест. Среќна нова година, Скопјани!